Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Големиот сектор за човечки ресурси, наречен Собрание, продолжува со својата работа и иако единствен избор што денес треба да се прави е да се избере нова влада, сепак, еве денес, ќе избираме членови на Државниот совет за превенција на детско престапништво. Овој совет е составен од 15 членови кои ги избира Собранието со мандат од 5 години и право на повторен избор. Тоа што годишните извештаи доцнат и оној за 2021 година го разгледувавме во 2023 година, тоа што недостасува стратегијата за превенција на детското престапништво, за која наводно е започнат процесот на подготовка, а никаде ја нема, тоа што се уште го очекуваме уште од страна на поранешниот министер Тупанчевски најавениот нов закон за правда на децата, кој ќе беше исклучително важен документ, единствен од ваков вид во државата, и така натаму. И така натаму, тоа оваа власт не ја засега, затоа што за оваа власт најважно и најприоритетно е кој ќе седне на местата на институциите за да ја продолжи неработата и негрижата во случајов, за жал, за најважните, за децата. Сега, во дописот, во материјалите што ги добивме, е наведено дека изборот на овие двајца членови требало да се изврши во најкус можен рок, за да Државниот совет имал кворум, односно да може да одлучува. Оно што можам да го истакнам овде е дека секогаш имаме проблем со кворумот, па еве со денешниот избор на двајцата членови ќе му овозможиме на Државниот совет да си обезбеди кворум, затоа што станува збор за децата, во најкус рок, затоа што се потребни мерки за превенција. За жал, додека ние овде бираме и реизбираме членови, состојбите се влошуваат и детското престапништво ни е во пораст. Во јуни 2021 година едногласно беа реизбрани истите лица за председател и подпредседател на Државниот совет, односно одговорните личности не се сменаа, иако состојбите се влошуваа. Со денешниот предлог за членови на Државниот совет за превенција на детското престапништво се предлагаат Милчо Велјановски, советник во кабинетот на председателот на Врховниот суд, и Елена Ивановска Миноска, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје. Ги разгледав нивните биографии и немам многу забелешки, но имам многу што да им порачам, бидејќи од досегашното искуство на оваа власт многу поважно е кој ќе биде член на Советот, отколку што сработил Советот. Затоа на Велјановски и Миноска ќе им порачам веднаш да се фокусираат на својата работа, да работат на заштита на интересите на децата, затоа што, како што кажав, детското престапништво ни е во пораст, а во пораст се и девијантните појави, додека ништо не ни е поважно во државава од децата за кои сите сме согласни дека се нашата иднина и нашиот приоритет. За жал, морам да ги напоменам само дел од поразителните бројки кои го говорат следното. Процентот на деца во ризик во 2021 година бележи тренд на зголемување за 18% во однос на 2020 година и за 7% во однос на 2019 година. Се зголемува бројот на деца повикани во полициски станици за 20%, во 2021 година центрите за социјална работа идентификувале најголем број деца жртви. Понатамо, на Велјановски и Миноска ќе им порачам веднаш да се зафатат со потребните измени во Законот за правда на децата, со цел
пропишување на постапка за посредување во случај на сторен прекршок, затоа што ова е констатирано уште со годишниот извештај за 2021 година, а такви измени ние до овој момент, 2023 година, не сме виделе. Очекувам денешните предлог кандидати да извршат притисок и конечно да се направат овие измени и да не дозволуваме да продолжи насилството на сите страни, а децата и родителите и понатаму да останат препуштени сами на себе без заштита од државата. На Велјановски и Миноска ќе им порачам веднаш да се зафатат со стратегијата за превенција на детското престапништво, за која од извештајот видовме дека наводно бил започнат процесот на подготовка за периодот 2021-2025 година, но на веб страната таква стратегија се уште не постои. Воедно ќе ги замолам, ако постои таа стратегија, бидејќи е за периодот 2021 до 2025 година, да ја направат достапна за увид пред јавноста, бидејќи според насловот на стратегијата, веќе втора година би требало нешто да е сработено од истата. Значи, новите членови ќе ги замолам да не дозволуваат стратегиите и понатаму со години да ни лебдат во воздух и да остануваат само на ниво на најава. Овде, на денешните предлог кандидати Велјановски и Миноска, ќе им го спомнам и годишниот извештај на Народниот правобранител, во кој се забележува нееднаков третман на принципот на најдобар интерес на детето, воведен со Конвенцијата за правата на детето и опфатен со неколку закони кои се во сила, заради недостиг на унифицирани законски критериуми. Исто така, во него е нотирано дека насилството помеѓу малолетниците, онлайн насилството и онлайн врсничкото насилство е присутно насекаде. Во таа насока, очекувам Велјановски и Миноска веднаш да преземат мерки за навремено и ефективно решавање на случаите и казнливост на сторителите, како и мерки за поттикнување на жртвите да ги пријавуваат ваквите случаи. Понатаму, на денешните предлог кандидати кои ќе седнат во Државниот совет за превенција на детското престапништво, ќе им порачам веднаш да се зафатат со обезбедување на просторни, материјално-технички и административни услови за ефикасна работа. Доволно е предлог кандидатите само да ги разгледаат препораките од извештајот за 2021 година, да ги споредат истите со тие од извештајот за 2020 година, за да видат дека истите препораки, 17 на број, се пресликуваат во двата извештај. Што кажува тоа? Тоа кажува дека ништо не се работи, а престапништвото расте. Ама со буџетот, средствата за Министерството за правда, стапката капитални расходи, власта си ги намали за 59%. Значи нема пари за јакнење на владење на право, нема пари за реформа на јавната администрација, нема пари за стручно оспособување и усовршување, има пари само за унапредување. За крај, на Велјановски и Миноска ќе им порачам. Фокусирајте се на превенцијата на детското престапништво, следете го спроведувањето на законската регулатива за заштита на децата и следете ја работата на специјализираните институции на децата, следете ги институциите и терајте ги да соработуваат и контролирајте го тоа. Наметнете се со својата работа на другите институции и барајте повратни информации и дела од нив. Затоа што имаме се помалку деца, а бројката на деца во ризик ни се зголемува од година во година. И овде ќе завршам. Обврската за почитување на правата на децата се однесува на сите нас, родителите, старателите, наставниците, воспитувачите, невладините организации. Но, обврската за гарантирање дека правата на децата се почитуваат и за гарантирање на заштитата на правата на децата и припаѓа на државата. Затоа што сите треба да се запрашаме кој ќе ја гради и чува оваа Македонија, ако не нашите деца. Ви благодарам.